Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Евроамбасадорот Самуел Богар учествуваше на дебата со учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, на која стана збор за перспективите и визијата на младите за Европската Унија. Преку директни прашања до него, средношколците се интересираа за придобивките што нашата држава ќе ги има со зачленувањето во Унијата. Амбасадорот на Европската Унија Самуел Богар престојуваше во Кочани, при што во рамки на кампањата ЕУ за тебе учествуваше на дебата со средношколците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Главна цел на настанот е европските представници да добијат директни сознанија што мислат младите, како тие ја гледаат и што очекуваат од Европската Унија. Кампањата започна минатата година, при што беа посетени поголем број општини во државата и при тоа се дискутирало со граѓаните. Сега пристапот е променет, односно идејата е да се слушне ставот на учениците, затоа што тие ќе бидат идните граѓани на Унијата. I'm happy to be today at school. Много сум среќен што разговаравме со учениците. It was very interesting discussion. Also they opened a lot of issues. They challenged понатаму ќе се a lot of issues. Еден од учениците постави прашање зошто е важно да Северна Македонија влезе во Европската Унија. Според мене енергијата која што постои помеѓу учениците е многу важна и многу амбициозна и постои надеж да тие се вклучат во европското семејство. Токму оваа енергија е она која што ќе биде од корист за Европската Унија при предизвиците кои што се среќаваме. Младите од Кочани се интересираа за придобивките што нашата држава ќе ги има во однос на почитувањето на правната регулатива и нејзиното усогласување со европските стандарди, потоа за можностите за полесен пристап до универзитетите во земјите од Унијата, како и за подобрувањето на економските услови во нивното место на живење. Директорот на Средното училиште Лјупчо Сантов од име на учениците и вработените се заблагодари за поддршката и довербата за средбата и упати покана до евроамбасадорот Богар за уште една посета. Да го поканам да присуствува на 21 март, на денот кога се прославува патронатот на СО Лјупчо Сантов Кочани, на кој што очекуваме да присуствуваат 40 представници од земјите на Европската Унија, од Англија, од Португалија, од Романија, од Италија и од државата Турција. Тоа ќе бидат ученици од Европското семејство и професори од Европското семејство. Дебатата со кочанските средношколци се реализираше во рамки на проектот Младинско изразување, финансиран од Европската Унија, а чиј носител е невладината организација Младински образовен форум, која води 15 младински клубови во 8 општини ширум државата. Општината Кочани беше втората дестинација во серијата посети на темата Визија на младите за Европската Унија, што се фокусирани на младите во нашата држава. Во Кочани се одржа работилница за можностите и механизмите за добивање финансиска помош од фондовите на Европската Унија. Станува збор за иницијатива со која локалните власти, граѓанските организации и бизнис секторот ќе можат да подготват што поголем број квалитетни проекти со кои ќе аплицираат за поддршка од Унијата. Делегацијата на Европската Унија во соработка со локалната самоуправа во Кочани организираше работилница на која беа представени механизмите за актуелната и идната финансиска поддршка што ја овозможуваат европските фондови. На средбата учествуваа представници од стопанскиот и невладиниот сектор, како и од локалните самоуправи во регионот, а раководителот на секторот за соработка на Европската Унија Никола Бартолини даде глобален приказ за проектите што досега биле помогнати. Исто така, зборуваше и за новите можности за финансирање што ги нуди Унијата и начините како парите да се искористат. We got a lot of information. Како што амбасадорот Богар веќе ви објасни, имавме одлична работилница и имавме можност да слушнеме за кои се тие конкретни потреби за токму оваа средина и каков тип на проекти би требало да се развиваат тука. Веќе сме инспирирани да ги подробиме овие работи со тоа што ќе се понудат и обуки за луѓе, ќе се селектираат луѓе во секоја општина кои што ќе бидат тие фокални точки, фокусни точки, шампиони кои што ќе бидат контактот на Европската Унија со граѓаните за да ги дознаеме тие потреби да побрзо се решаваат. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев ја потенцираше одличната соработка во поддршката на проекти од областа на инфраструктурата, при што рече дека очекува помош преку програмата за прекугранична соработка со општини од Република Бугарија.
Ги информирав за оно што го имаме сработено заедно преку фондовите на Европската Унија, поготово во најголем дел се од прекогранична соработка. Таков еден проект моментално имаме кој е во тек, значи јас аплициравме, значи, како локална самоуправа во прекогранична соработка за мултикултурниот центар во општина Кочани, еден објект кој е во централното градско подрачје, кој е во доста очајна состојба, а и како потребен за културни настани кои се од интерес на граѓаните на општина Кочани. Ова е еден од проектите со кои аплициравме и кој веројатно во следниот период ќе биде тема на реализација. Ние се спремаме со повеќе проекти, се со цел да бидеме спремни на секој повик да одговориме адекватно и со убави издржани проекти да искористиме дел од средствата кои ќе бидат на располагање од страна на Европската Унија. Во рамки на работниот престој во Кочани, на работилницата присуствуваше и евроамбасадорот Самуел Жбогар. Тој изрази надеж дека директните средби и информирањето на граѓаните ќе придонесат да се изработат поголем број квалитетни проекти. Многу значено за нас да слушнеме кои се потребите, реалните потреби на населението тука, за да може да ги прилагодиме самите проекти и програми за да одговорат на тие потреби кои што се присутни нас. Затоа ние се фокусираме на самите општини и се надеваме дека работилници од ваков вид ќе помогнат да има уште поголем број на проекти во иднина за да се искористат тие фондови. Најголем интерес на работилниците присутните покажаа за тоа како да се развие идеја во проект, како тој да се имплементира и да се добие финансиска поддршка од европските програми. Опремата со која се работи е стара повеќе од 25 години. Со децении не е инвестирано ниту денар во Институтот за ориз во Кочани. Не се инвестира ниту во финансирање проекти, ниту во реконструкција на просториите и зградата, ниту пак во опрема или вработување нов кадар. Ако продолжи со ова темпо, брзо ќе биде затворен овој значаен објект, велат од институтот. Со децении не се издвојуваат средства за реализирање проекти, презентирање на научно-истражувачката работа на професорите од Институтот за ориз во Кочани. Не се одобруваат ниту нови вработувања. Во Институтот за ориз во Кочани има само 3 вработени, од кои 2 редовни професори на Земјоделскиот институт во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи и еден правник. И самата институција нема капацитет, ниту можност не само за производство на себе, туку и воопшто за нови проекти, научно-истражувачка работа, саеми, симпозиуми, вложувања. Во 2013 и 2014 година институтот работеше на проект финансиран од Турската агенција за развој и потекнување ТИКА. Понатаму се работеше на дел од проект за зачувување на природата, финансиран од швајцарската влада. Повеќе од една деценија нашата држава не издвоила средства за финансирање проекти за оризот. Многу малку, односно воопшто последните години, реков една деценија, нема издвоени средства за финансирање на некои дали мали или посериозни проекти. Нашата работа покрај тоа што се занимаваме со научно-истражувачка работа, значи нашите резултати ние треба да ги презентираме, некој да ги чита, да ги види, да ги користи. Исто за тоа се потребни одредени средства. Нема средства и за таа работа. Ние, нашите резултати со скромни наши средства ги презентираме како во нашата држава, така и надвор од нашата држава. Меѓутоа и тоа е на некој начин многу слабо финансирано, скоро воопшто не е финансирано, значи ние мораме од лични собствени средства кои ни се од личен доход да финансираме издавање на научни трудови, посетување на конгреси, учество на конгреси, на симпозиуми, а морам да ви кажам дека во последно време и тоа е доста скапа работа, бидејќи едно учество на конгрес е од 500 до 1000 евра.
Со децении не се вложува ниту во реконструкција на просториите и самата зграда на институтот, така што просториите во кои се врши научно-истражувачката работа се стари и скршени, неисчистени и потребно е нивна целосна реконструкција, како и вложување во опрема. Ние сме државна институција, значи ние не сме приватна институција, ние сме државна институција и државата треба да води грижа за самата институција. Не се вложени средства никакви во однос на одржување на згради повеќе од да не кажам од 20 и 25 години. Опремата ни е стара, постара од 20 години. За среќа преку проектот од ТИКА ние добивме донација од турската влада, една опрема која ни е многу неопходна во нашите истражувања кои ги работиме, така да тоа многу ни помогна. Друга опрема имаше доста пред некоја година поделена опрема по разни институции, така по медиумите слушавме, меѓутоа ние од таква опрема не добивме и нашата опрема, освен таа што е од ТИКА, односно турската држава, добиена како донација, друга опрема немаме добиена и не е доста застарена. Андов додаде дека за кратко време и 20 вработени професори ќе одат во пензија, така што неопходно е ресорното министерство да одобри вработување на млад соодветен кадар, кој што ќе ја продолжи научно-истражувачката работа, но претходно да се вложи во целосна реконструкција на просториите на застарениот објект. Хуманитарен концерт организира клубот Пулс за помош на Славица Димитрова од Кочани. Ќе се одржи на 28 февруари со почеток во 20 часот. Голем хуманитарен концерт организира клубот Пулс за помош на Славица Димитрова од Кочани. Истиот ќе се одржи на 28 февруари со почеток во 20 часот во клубот, која ќе настапат познати групи и пејачи: Кирилична подршка, Time Out, Малинов, DJ Master G, DJ Стефано, DJ Тоше, DJ C2 и Наташа Малинкова. Славица Димитрова се заблагодари на Пулс што излегува в пресрет и организира концерт за незина помош и ги повикува сите граѓани да присуствуваат на забавата со цел да може да и помогне да ги собере потребните пари за лекување во Русија. Димитрова боледува од макуларна дегенерација и ренитопатија с пигментоза, генетско заболување на очите за кое во Македонија нема соодветен третман. Потребно е лекување во Русија, третман соматични клетки на Институтот за очни болести во Санкт Петербург. Затоа и се потребни средства за да може да замине на тоа лекување. Во јануари за неа беше организиран и концертот по патеките на Тоше, кој што Тоши Илиев од Кочани го организира секоја година и помага на наши сограѓани да соберат пари за лекување кога е потребно. За Славица Димитрова претходно беше организиран уште еден хуманитарен концерт. Осмомартовско дружење организира Сдруженијето на пензионери Кочани за жените пензионерки од општината. Истото ќе се одржи на 8 март со почеток во 14 часот во ресторанот Амор. Во рамките на програмата за организиран културно-забавен живот на пензионерите, Сдруженијето на пензионери Кочани годинава по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, ќе организира својата традиционална 8-мартовска пензионерска средба. Дружењето на пензионерите и годинава ќе се одржи во ресторанот Амор со богато мени и добра музика. Билетот со вклучена вечера изнесува 500 денари, а пријавувањето на заинтересираните е до 7 март, ден пред одржувањето на прославата. Сдруженијето на пензионери Кочани ги повикува сите заинтересирани пензионерки од општината да присуствуваат на средбата, што ќе се одржи на 8 март со почеток во 14 часот. Се најавува богата програма и добра забава на луѓето во третата доба од животот, на кои и текако им е потребно вакво дружење. Следува информацијата од спортот. Младите кошаркари на Баскет Дино остварија одлични резултати во надпреварувањата во М15 лигата, како и на силен турнир што се одржа во Македонска Каменица.
Тие забележаа победа на гостувањето во Скопје и второ место на турнирското надпреварување. За разлика од повозрастните клубски колеги, младите кошаркари на баскет Дино забележаа успеси во надпреварувањата во нивна конкуренција. Екипата во М15 лигата на гостувањето во Скопје го победи домашниот Вардар со резултат 74:69, со што покажа дека со право е надеж на кошарката во Кочани. Неефикасни кај баскет Дино беа Ивановски со 22, Лазаров со 20 и Коцев кој постигна 15 поени. Сличен успех на младите кошаркари на баскет Дино претходно имаа и на кошаркарскиот турнир Basket for Kids, што се одржа во Македонска Каменица. На турнирот учествуваа 6 екипи од Кочани, Штип, Куманово, Скопје и од Македонска Каменица, кои беа поделени во две групи. Во својата група нашите млади кошаркари беа убедливи и извојуваа победи над УГД, Студент и Пинк Пантер, со што како победници во финалето за првото место се сретнаа со Вардар од Скопје. При тоа не успеа во обидот да обезбедат уште една победа и на крајот го освоија второто место. Инаку, по одигрувањето на надпреварите во Македонска Каменица и Скопје, турнирот ќе заврши со последните меѓусебни средби, што ќе се одиграат во Кавадарци. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.